После 4 месеци од отварањето на уредената јавна површина во село Дабилје, денес ова место речиси е целосно уништено. Освен отпадот кој го има насекаде и дел од засадените цвеќиња и дрвца, на ова место не остана друго ништо. Дел од традиционалните глинени садови кои беа поставени во рачно изработени саксии се искршени, а масата и столовите направени од отпадни палети веќе ги нема. За помалите жители беа поставени и лулашки, но за жал и тие веќе не се таму. Жителите на Дабилје се згрозени од негрижата и уништувањето на јавните површини. Ние одржаваме колку толку са, не е на ниво што викат, ама добро што наприја, ја заличени и паркови, ние тук има што да погледнеме и друг народ што има што да види. А убаво тие работи што се прават е убаво за народа, за деца, за стари, за сите, така излеземе тука, видиш, па да видиме нешто. И така да продолжи, што може да се прави нешто. Да, еве отпадоци има насекаде. Отпадоци има, ама толку ни култура, што да правиме. Ето ја комуналец доваѓа, дига, чинува, ама ние още постепенно, белке се управиме. Они се одржават превремено, а сега ќе имаме од 1 март човек што ќе чисти паркови и всичко. Тогава ќе се одржава подобро. Да, еве беа поставени и клацкалки, сега овие клацкалки не се на... Сега тие изгорја. Има такви луѓе тука, тие не се многу, може се 5 души и тие прават белјата. И у градот прават. А това другото стоа тука што е направено. А тие имаш клупички столове, фанали изгорели них. Времено слабо оште, нема таква иницијатива, ама културата не е толку. Нема култура, не, навика нема. Он дома не си изчистил, не си уредил, што пак ќе сакаш тука. Има, значи, различни луѓе тука. Не можеш да го убедиш, да му кажеш од таварно, неарно, това што го правиш, ништо. Ќе се усвестиме, ама ќе мине време малку. Еколошкото друштво Планетум од Струмица веќе подолго време ја спроведува акцијата за уредување и чистење јавни површини во градот. Во рамки на проектот Зелена граѓанска акција беа уредени 8 јавни површини во градот и населените места. Во месец октомври беше уредена јавната површина во центарот на село Дабилје. Со сечење на зелена лента од страна на председателот на местната заедница, како и со подпишување на дел од местното население, официјално ја предадовме површината на жителите од село Дабилје. Се надеваме дека после нашата извршна акција ќе продолжат да се грижат за уредената површина, да ја надополнуваат и да ја негуваат. Ова акција, како што беше приспособување и уредување на површината, исто така и денешното свечено отварање, се дел од проектот Зелена граѓанска акција во Струмица. Проектот е финансиран од страна на УСАИД и Фондација Отворено општество, а е кофинансиран од страна на општина Струмица. Поддржан е од Одделението за животна средина од Струмица, како и од јавното претпријатие за комунални дејности. ТВ каналот Виз деновиве истражува дали и колку граѓаните ги одржуваат јавните површини. До сега нашата камера регистрираше 5 уништени јавни површини, а се поставува прашањето дали се потребни повисоки парични казни за уништувачите на јавните добра.